Луѓе здраво! Ова е најавата за Просперитет, трета епизода. Како што кажав и во претходната најава, пред секоја епизода ќе ја повторуваме дефиницијата за што означува просперитет. Просперитет е потреба за напредок во определен простор. Тој простор е умот, тој простор е домот, тој простор е општеството, тој простор е Македонија. Просперитет е емисија која ги обработува сите фази од животот, започнувајќи со раѓањето, понатаму како се развиваме ние во нашето општество. Во оваа епизода моја гостинка е доктор Лилјана Игњатова. Доктор Лилјана Игњатова е психијатар и со неа разговаравме на неколку теми поврзани со карактерот, поврзани со домот, поврзани со почетокот на нашиот живот, да ги кажам, поврзани со формативните години. Зборувавме за улогите на родителите, на старателите, на оние кои не чуваат, на оние кои се појавуваат како фигури во нашето детство. Зборувавме за односите помеѓу децата и родителите во овој цел период, односно старателите и останатите. Разговаравме за користењето на телефони и за многу други интересни теми кои што природно се отворија. Оваа епизода е најдолга од сите епизоди до сега. Не можеше да се скрати разговорот, едноставно можеше да трае што се одесува до мене уште 2 сати без проблем. Сакам да ви се благодарам на сите за прекрасните коментари за минатата епизода за Мекици. Мене некако ми беше таа до сега најдрага и најсладка, бидејќи имаше поразлична, имаше друга динамика, некој тоа е нешто кон кое што во иднина би се стремеле да биде и стандард за просперитет. Да ги поздравам нашите поддржувачи, Викса Славковски, Фенг Шуй Буда Шоп и Нов Бран. Да ви се благодарам на сите уште еднаш и уживајте. Ова е Просперитет, трета епизода. Било ми е што стигнавте до тука и верувам дека ќе ви се допадне и оваа епизода. Ви благодарам уште еднаш за прекрасните коментари до сега и за поддршката. Поздрав! Дечки, здраво! Денеска почнуваме со третата епизода на Просперитет, а денеска ќе ми биде гостинка доктор Лилјана Игњатова. Доктор Лилјана Игњатова е професор на медицинскиот факултет, а по звање е психијатар. Добре дојдовте и како сте? Добро ве најдов и добро сум. Денеска ние ќе одиме малку подлабоко, односно ќе ја продлабочиме првата тема. Во првата епизода зборувавме за раѓањето, зборувавме за состојбата на мајката во тој период, снаоѓањето на таткото и воопшто снаоѓањето на домот. Но денеска тоа зашто сакам да зборуваме е како се гради карактерот на детето и од кои фактори зависи, односно кои се фазите на градење на самиот карактер. Значи, низ неколку фази поминува развојот на детето и низ тие фази низ кои поминува новороденото, од тоа зависи каква личност ќе се развие детето. Има многу фактори кои влијаат, како што рековте, и тие фактори фактички го ја креираат личноста, го креираат детето како ќе се развие понатака. Сите фази се многу значајни, според различни автори различно трае тоа, според еден од авторите дека тоа трае и до крајот на животот, но секако дека се многу важни првите животни години. Од раѓањето на детето нема некое сознание за надворешниот свет и не суди према надворешниот свет, него развојот во најраната фаза до првата година или првите 18 месеци секако дека зависат од оној кој се грижи за него. Тоа би било мајката?
тоа би било мајката или некој старател кој се грижи за детето. Во тој период за детето е многу важно дали неговите потреби ќе се фрустрираат или ќе бидат задоволени. Што би значило Што фрустрирање? значи фрустрација? Ќе бидат задоволени или нема да бидат задоволени неговите потреби? Во тој период детето треба да е нахрането, суво и тоа да е задоволно од тоа. Оно ја доживува мајката или оној што се грижи за него, дека е нежна, дека е добар негувач, дека кога она има потреба, она ги задоволува. И тоа, иако некој смета дека раниот период воопшто не е битен, ните како е битен, он тогаш се гради во дете кое утре ќе верува или не на светот. Ако мајката ги задоволува неговите потреби, тоа ќе има верба и во другите релации, ќе го доживува светот пријателски, или пак ќе се изгради во дете кое ќе има недоверба во светот. Ќе знае дека кога он има, дека ќе има ситуации кога има некои потреби, некои можеби истрадања или опасни ситуации, ама знае дека тука е за него надворешниот свет во оваа ситуација мајката или тој што се грижи за детето, кој ги задоволува неговите потреби и тогаш тоа утре во кога ќе биде возрасно или адолесцент ќе верува во другите луѓе наместо да изгради недоверба. Кои се основните потреби тука во тој период што треба бидат задоволени на детето? Да биде суво, да биде најадено. Гладта е страдање, ако оно е гладно, плаче и никој не одговара на таа потреба, тој ќе се изгради на така во животот во личност која нема верба и во другите релации, не со мајката, него со другите луѓе на светот. Понатака, како детето добива капацитети да се движи, да мрда, сака да постигне своја аутономија. Сака да пипа, да допира, да истражува, да гледа и така натака. Родителот кој ќе обезбеди услови безбедни за детето или негувачот кој тој што се грижи за детето и нема да прави многу забрани, не тоа. Секако со идеја, нели, со добра намера, со ненамерни последици. Што би значеле забраните? Немој да го направиш тоа, не оди ваму, не трчај таму, нема да престани. изгради автономија, нема да утре кога ќе порасне тоа дете нема да биде сигурно. Може тоа да значи дека ако во овој период детето се соочува со многу забрани, дека тоа директно би влијаело на неговата несигурност која би ја изградил понатаму? Така е, сите фази носат некој белек, некоја црта на личноста. Но дали може утре стварно да постои период без забрани? Не, нити пак е добро да постои без воопшто забрани. Секако дека некои опасни ситуации не може да се толерираат. Нема да кажам не за утре да се изгради, а тоа да биде ситуација која е страшно опасна. Но она што е многу важно за тој период, да се обезбеди безбеден простор во кој детето може да се движи, да истражува, да пробива, да не биде со, не знам, стаклени вазни, стаклени маси, стаклени витрини и при тоа му викат не, тоа ќе се скрши, не, таму ќе се удри, ќе се пресече, ќе се повреди, не знам, него да се направи безбедна средина за детето, да оно може да што повеќе истражува, се движи и така гради самодоверба. Тоа ќе се изгради во силно и сигурно дете со самодоверба кој има верба во себе, а доколку има многу во првата фаза верба во другите, сега веќе колку дали ќе биде со голема самодоверба или нема да има самодоверба. На некој самодоверба. начин треба да се изградат, ајде ќе кажам, мини автономни зони во домот, каде што детето ќе може сигурно да применува автономија, дали? Нели има, се стават како едни коцкички мали детето и сега тука седи со играчките, ги фрла играчките, гугу, гага, довикува на светот. Тоа на некој начин е таа мини автономна зона? Или... Значи, што повеќе анксиозните родители, напнати родители градат анксиозни деца.
колку е поанксиозен, колку повише се плаши родителот, секако ненамерно, односно со добра намера да си го заштити најдрагоценото нешто што го има, може да направи несигурно детето утре. Заради тоа велам дека да се избегнат колку повеќе може во средината, и тоа не мора да е во домот само, тоа може да е надвор, и на љулјашки, во паркови и сегда. Значи, многу е тешко да се балансира колку да, колку не да се каже, и апсолутно да нема не е невозможно, нити пак е добро, но колку повеќе му се дозволи на детето, без да се доведе во опасност, да истражува, гледа, испитува, толку поголема самодоверба ќе има, само ќе одлучува за себе, ќе има контрола утре во однесувањето свое. Дали детето во оваа фаза може да препознава, например, љубов или анксиозноста, несигурноста на родителите, кавгите што се случуваат во тој период, дали сето тоа директно може да влијае врз детето? Дефинитивно може да влијае, како не може да влијае. Тоа се више преоѓаме во злоупотреба на децата. Без разлика дали е физичко, емоционална злоупотреба. Физичката злоупотреба, да, таа се препознава и се гледат, нели, мудринки и така натака, меѓутоа емоционалната злоупотреба, кавги, викање, незадоволување на потребите, запоставувањето на детето, и тоа како влијае по тоа какво дете ќе се изгради утре. Така да одговорностите каква е на возрастните да покажеме грижа кон децата и да не ги злоставуваме. Тоа се злоупотреби. Викање, карање, тепање пред децата, удирање на децата, физички, емоционално запоставување на детето. Не значи само ако не сум го удрил, па нема трагина, физичка злоупотреба и емоционално не сум, но го занемарам, не го нахранам, не го облечам, не го однесам, го оставам само, го заклучам дома и така натака. Тоа се па сериозни предизвици, мислам. Ако ги земеме во предвид сега родителските улоги на почетокот од раѓањето на детето, која е улогата на мајката во овој период и која е улогата на таткото? И свесни сме дека на почетокот детето е приврзано со мајката. Колку време трае таа фаза на приврзаност со мајката, каде што детето се запознава со љубов, безрезервна грижа, и во кој момент детето почнува да ги препознава, ајде ќе кажам, машките карактеристики, женските карактеристики, или пак карактеристиките не може да се препознаваат врз основа на родителот, тие се препознаваат врз основа на тоа како се однесуваме ние со детето, односно преку емоциите кои му ги изразуваме. Значи, во прво време биолошки е детерминирано тоа да мајката, затоа што може да дои нели е важната улога која ги задоволува неговите потреби на глад, но денес веќе има и тука улогите, нели, на кои ќе се грижи, се денес различни, има шишенце, има храна, има и тоа може да биде секако и таткото, ако детето не се дои или од некои причини мајката ја нема, па тоа не значи дека не може да биде таткото или било кој што ќе биде старател и ќе се грижи за тоа дете и нема да го и ќе ги задоволува неговите потреби. Машките и женските улоги како се важни во идентификацијата на детето со нели мајката, таткото и другите улоги во прво време, особено во една фаза која се нарекува Едипова фаза, кога момчињата се идентификуваат со татковците, девојчињата се идентификуваат со мајките и така го градат идентитетот, и тоа е во исто рам период на детството. Што значи Едипов комплекс? Што значи Едипова фаза? Па тоа е од Едип, нели, во античката литература, а Едип, нели, се заљубил во неговата мајка и така. Во тој период, значи, момчињата градат силна емоционална врска со мајката, а таткото го гледа како ривал кој му ја зима мајката, но знае дека мора да биде, пошто мајката и таткото се заедно, треба да биде како тато за мама да ме сака. И тогаш се идентификува со тато за мама да се заљуби у него. И
во тие периоди децата знаат да кажат ја ќе се омажам со мама или девојчињата ја ќе се омажам со тато, но натака во психосоцијалниот развој па и во психосексуалниот според Фројд, они нели раснат, поминуваат во друга фаза кога таквите релации веќе не се кон мајката или таткото, него во врсниците или другите лица од надвор. Што се случува еве доколку го нема таткото или доколку ја нема мајката и сега тука во нашето општество и да ги има таткото и мајката се случува многу деца да се израснати со бабите, со дедовците и така натаму. Што се случува тогаш? Дали може да има препознавање со дедото или препознавање со бабата и врз основа на бабата да се гради карактерот? Значи, колку повише ликови има, тоа не е полошо, тоа е можеби и подобро, затоа што лицето може да се, детето може да се идентификува со разни јунаци, условно кажано. Значи, улогата на таткото, улогата на војкото може да биде многу значајна. Никогаш има самохрани родители. Самохраните родители не значи веднаш тоа дека е растурен дом затоа што ги нема двата родители. Некоја самохраниот родител има капацитети да покрие многу повеќе него многу семејства каде што има два родители. Но тогаш нема да се создаде огромна потреба или комплекс на детето од недостиг? Но идентификација со машкиот објект може да биде заменет од многу ликови, од дедо, од војко, од музичар, спортист, секако од ликови, од филмови, од врсници надвор, од групи и така натака, така да колку повеќе објекти за идентификација детето во фазата на градење ги испитува повеќе улоги и прави идентификација со разни групи. Така да не сме да има заблуда дека чим еден родител недостасува, тоа е готово крај катастрофа. Има многу семејства каде што има и двајца родители, па може би се гради контраидентитет и не баш е добар идентитет. Јас сум чул доколку вие не сте му идол на своето дете, вашето и дете ќе си бара идоли на друго место. Но дали е само тоа случај? Дали може би не може да има и двајца родители, да има добар однос од двајцата родители, а сепак да се препознаа преку други луѓе, да се препознаа преку кошаркар, например. За мене огромен идол бил Коби Брајант. Така да, независно од недостатокот или постоењето на фигурите, може детето да се препознава и преку други идоли? Така е, не тоа значи, таа констатација самата по себе не е точна, дека ако вие не сте му идол, детето ќе бара идоли на улица, например. Тоа многу често се збори. У секоја ситуација детето прави идентификација со многу ликови. Тој период има почеток и крај, идентификацијата? Како нема, ако не заврши идентификацијата и се случува конфузија на идентитет и интегрирање на здрава личност се дешава кога завршува идентификацијата на детето во пубертет и адолесценција и поминува во адултен, во тој период кој воопшто не е лесен. Он трага која ќе биде мојата професија, кој ќе биде мојот избор, каква ќе биде мојата девојка, дали ќе изберам ваков партнер или онаков партнер, значи и тогаш оно ги испитува сите улоги во општеството, утре каков возрасен ќе биде. Кога тоа ќе заврши, тој има јасно со кого сака да биде, каква релација, каква партнерска релација, со кого ќе се ожени, што ќе работи, каде ќе работи и така натака. Што значи после веќе поминува во период возрасен, на млад возрасен, па потоа и стара доба. Значи дека всушност детето не се препознава преку татко и мајка, туку се препознава преку маж и жена на некој начин. Влијанието на мајката и таткото е многу значајно, не можеме да го тоа негираме, особено во првите фази, кога нема со надворешниот свет некоја кој знае каква комуникација, но секако дека е важна и средината, училиштето, учителката, учителот, наставниците, професорот и те како може да влијаат на градењето на детето.
Во школското дете, ако сакате, значи мајката да, во првата година, втората и понатака и во школа. Ако детето ќе се изгради во инфериорна личност, ако цело време е критикувано затоа што не дава добар успех у школа, вештините не ги совладува и така натака. Било од учителката од училиштето, било од родителот. Многу фактори влијаат на тоа, но не можеме да исклучиме дека мајката и таткото не се важни или оној што го негува и грижи детето не е важно, само надворешната средина. Точно заради тоа се вика психосоцијален развој, затоа што надворешните фактори, социјалните фактори влијаат, ама тука се и мајката и таткото, секако учителот, учителката, бабата, дедото, врсниците, филмовите, ако сакате и музиката која ја слушаите, како влијае. Јас некогаш мислам дека и како се градат децата преку која музика слушаат. Преку која музика слушаат, какви театарски представи гледаат, какви филмови гледаат, што е представувано пред нив како пред нив, веројатно како вистина во самиот тој период, бидејќи ние кога сме деца се соочуваме во домот со една вистина, но секој дом има различна вистина. И сега детето кога учи едни вистини во домот, и сега кога искочи од домот се среќава со еден нов свет. И сега според некој, ајде ќе кажам, нормален тек, веројатно дечињата трета, четврта година веројатно треба да почнат да одат во градинка. И сега доколку во домот се учело една вистина, а влегува во градинката и тука се среќа со еден цел нов свет. Сега ќе дадам пример, на детето му било се дозволувано во домот. Бил главен буквално, не му била дадена нито една забрана, трчало, викало, фрлало, растурало и едноставно ги владеело родителите. Што се случува со тоа дете кога ќе влезе во другиот свет? Каде што гледа дека има и други дечиња и дека веќе не може да ги владее дечињата како што го владеел домот. Дали тоа може да влијае негативно понатаму врз градењето на неговиот психосоцијален карактер или пак детето ќе му стане јасно во одредена фаза, да, добро, сега овде веќе не сум главен, но ќе се ја задржам, ајде ќе кажам, главноста што ја негувам во домот. Сите кризи во развојот, ако не се разрешат правилно, оставаат трага на градење на таа личност и утре, кога тоа е возрасно дете, ќе се однесува вака или онака. А нити преголемата контрола и преголемата заштита е добра, како што не е добро ни ова што го споменавте, да биде детето да прави што сака, возрастните како да ги нема, хиперпротектирано дете, тоа нема да се снајде утре на улицата подеднакво, нема да биде нема да биде ефикасно во неговото функционирање како дете каде што има умереност и рамнотежа меѓу контролата и аутономијата, иницијативата и забраната на иницијативност, дозволата да оно истражува, да учи, па и да греши, па и на грешките да учи, ќе го изгради во силно и сигурно дете. Во спротивно, сите тие работи ќе си остават свој белег во таа личност која ќе се изгради утре. Мене психологот ми кажа, кога имате деца и кога ќе направи детето нешто лошо, кога ќе сгреши, не му се обраќај со немој тоа веќе да го правиш, туку зошто го направи, да го тераш детето да размисли зашто ја направил одлуката. Дали може да се каже дека тоа е добар пристап, кога место немој да се користи зошто? Секако дека е добар пристап, зашто велам дозволени се и грешките и на грешките се учи, и тоа тогаш детето размислува за причина и последица. Што довело до тоа, како довело и тогаш значи секоја грешка при натамошното функционирање оно е побогато и знае како да ја надмине. Секако не збориме тука грешки од типот кои може да бидат сериозно опасни и така натака, меѓутоа да се критикува детето зашто погрешило, ја намалува неговата иницијативност. Неиницијативните деца се несигурни, имаат ниска самодоверба, не се креативни утре и тоа ќе си остави пак белек на таа личност која
ќе доаѓа точно таа фаза на развојот. Значи, буквално може да се поврзе директната забрана во домот и недавањето доволно на слобода на детето со неговата самодоверба, па дури и креативноста. Тоа значи дека оние луѓе кои се екстремно креативни, ќе збориме за уметници, уметниците значи дека уживале многу голема слобода во таа фаза на животот. Па, веројатно имале поголема аутономија од некој Поголема автономија на истражување, и веројатно. поголема иницијативност. Била потикнувана иницијативноста, не била критикувана грешката. Затоа што ќе го обесхрабрите детето да не верува во себе дека утре е способно за живот и дека ова е место за него, затоа што секоја иницијатива да ја направи он е критикуван или она и утре нема да биде иницијативна за активност, за преземање, за креативност. Така да сите, како да речеме, не е баш така остро, само автономија и готово изградивме силно сигурно, нели, иницијативата и автономијата и немање на фрустрација со базичните нагонски потреби на децата во првата фаза и периодот, нели, на латенца, што викаме ние, нели, адолесценција, пубертет, кога треба да премине, сите тие имаат влијание и сите тие црти утре на личност. Не, апсолутно, психологијата не е екзактна наука и заради тоа не може да се каже да, сега дајте му автономија на детето и детето ќе биде добро, може ултра да биде креативен опасно, или пак се од друга страна, ако му ставите забрани, вие детето ќе го наполните со несигурности. Но ме интересираше уште нешто да прашам, каква е улогата тука на постар брат, постара сестра? Сега, мене ми е јасно дека ако си првото дете, кога ќе се појави братче, сестриче, кога се појави во домот, се создава една мала војна, една мини љубомора помеѓу ривализирање. Ривализирањето. Како влијание има тоа? Пак зависи од колку ќе биде тоа дете припремено или нема да биде припремено. И таквите ситуации кога ќе се роди ново дете може во развојните фази по старото дете да отиде во регрес, ние велиме враќање на развојот и степенот кој го достигнал преходно, ќе се врати назад. Како во регрес? Регрес значи враќање назад во порана фаза на развојот која ја поминал и повторно се враќа таму. Стигнавме до улогата на брат, сестра во домот и сега ме интересира една ситуација. Јас не сум прво дете, ама сум второ дете, ама се хипотетички сум првото дете и имам 3 годинки, до 3 годинки буквално ќе искористам збор тинтран сум. Значи, јас сум во домот секое мое барање е исполнето и од еден момент нова состојба доаѓа ново дете. Тука создавам љубомора спрема братот или сестричката, се борам пак за мојата позиција. Тоа е можно, но повторно велам, зависи како родителите ќе го припремат детето Што треба да направи и како утре родителот? ќе се однесуваат со детето. Дали детето ќе биде сега одеднаш запоставено, па нема да го Треба да му најават. Сега ќе имаш. Треба да разговараат, значи треба да зборат за што значи братче, што значи семејство, што значи да имаш брат, односно или сестра, што бременост, раѓањето и во тој период од неколку месеци детето се адаптира на ситуацијата. Ако тоа нема појма и одеднаш еве сега брат и тој е најважен на светот и твојата улога више не е важна, па не дете и возрасен ќе се бори и ќе ривализира во таа ситуација камоли дете. Дете одеднаш ќе отиде во регрес за да го привлече вниманието и може да почне да отиде во регрес, да мокри во гаќи, да не контролира сфинктери. Значи, Што значи сфинктери? Дефицирање и фактички да почне да мочка и да кака во гаќите. Да нема контрола, затоа што се враќа во порана фаза на развој, затоа што го врти вниманието на родителите кон него одеднаш. Манипулира? Тоа има. Па не можам да го речам тоа манипулација, затоа што не е на свесно ниво. Тоа е реакција на таа ситуација.
на тоа што му се случува на детето, затоа што не е припремено, не очекува, доаѓа некој, му го зазема местото, оно е запоставено, ако е запоставено, нели? И тогаш оно има разни реакции, па може да го боли мешето, па да го боли главата, па да не спие, да почне да се плаши. Тоа е се на па несвесна база? стравови, па да, значи враќањето не е ај сега јас ќе се вратам во порана фаза на развојот. Детето не ги ни знае фазите на развојот, не те знае сваќам. тоа. Ама ја, например, на тоа- 6 години знаев некојаш така пред да си легнам да лажам малку дека ме боли стомак и да ја викам на мајка, ме боли стомак. Ама тоа е барање на внимание. Тоа е барање на внимание Значи, не е на манипулација. тој начин. Значи, Многу тежок збор е манипулација. Па така, детето, Потреба знаете, од треба грижа. да survive е тоа. Детето учи како ако е запоставено, родителите ќе им го привлече вниманието. Значи, некои работи и тие се посериозни и тогаш се разговара со семејството да се каже, чекајте, вашето дете е заради ова и ова. Значи, Кој може да го каже тоа? Па, психолозите можат и со Но да дете да оди на психолог? Молам? Дете да оди на Не, психолог? не дете. Значи, тоа се вештини за родителство и психолози, па и психијатри, па има evidence based, што викаме, базирано на наука програми за вештини на родителство. Како да се изгради добар родител, затоа што тоа уопште не е Заре може да има лесна програма, задачка. да има програма сега еве јас за 3 години станувам родител и пред да станам родител влегувам во програмата и ме учат како да бидам родител. Заде ме возможност буквално да има програма за бидување добар родител. Има такви програми за стекнување на вештини со родителство и кај нас се спроведуваат и некои од општините и ги поддржуваат, дури мислам општина Карпош, Општина дека Карпош нешто има, почна. Брат ми и сестра ми со општина Карпош. Има такви, има такви проекти, тие се од европски проекти, тоа е нешто што е добро да се прави. Знаете зашто? Затоа што никој се, јас како велам, спонтано изградени како такви родители. Спонтано се однесуваат така. Секој човек имал родител и секој бил дете и неговото однесување не случајно е такво кога он ќе биде родител или он кога ќе биде баба, дедо и така натака. Значи, не можам да кажам дека тие што ги знаат вештините или што научиле теорија дека се добри, а ние што не знаат, тие се лоши. Информацијата е корисна секако, но не е доволна да го сменат луѓето однесувањето. Но двете компоненти се потребни. Едно, да бидат свесни, да нивната свест се покрене и они знаат што е корисно, што е штетно, а друго да го сменат, да вежбаат вештини, да учат вештини како да бидат добри родители. Врзано со ова, баш јас сум била у ситуација кога таткото вели вака не пишува во книгите, ама јас ќе ги тепам децата. Значи, тоа е, не ми кажувајте мене само по книгите како е. А ќотекот од рајот е излезен, тоа е вистина? Не случајно, не е од рајот излезен, него нема нешто што тоа е физичко злоставување на деца и ќотекот е добар само за оној што тепа. Затоа што он мава во боксерска вреќа и така се он празни, односно вентилира. Него ќе му помине, ама детето тоа Многу носи често травми. можам да слушнам за нашата генерација дека не сме биле доволно тепани. И сега видов едно видео, тоа беше популарно, мислам дека лани во Југославија видео, дечиња наредени во оделението и некој ги интервјуира и ги прашуваат и како те тепаат тебе дома. И едното дете вика, па мене татко ми ме кубе тука за косата. Другото дете вика, мене татко ми ме тепа со кајшот и така натаму и така натаму. И сега, ако сме свесни дека на некој начин добро родителство порано верувало дека ќотекот е од рајот произлезен, Аре сега ќе си изразам различно, се инсталирале такви софтвери во голем дел од денешните родители дека може некој дете треба да јаде ќотек. Дали тоа дете што било тепано, кога ќе стане родител, ќе смета дека да тепа е правилно да се расте деца,
или ќе биде свесен или ќе има изградено свесност дека да, можеби ќе отекот не е од рајот и ќе изучува родителски вештини, нега и ме сваѓате. Значи, ако ги изгради тие вештини, секако дека може да биде подобар родител, но исто така сите опции се возможни, вие што ги споменавте, но едно е сигурно дека оние деца кои трпат агресија може да се идентификуваат со агресорот и самите да станат агресори и тоа не е нечеста ситуација. Тоа не значи дека сите што биле тепани ќе тепаат, но многу е можно од тие деца Тоа преминува да на други станат, работи, например, пушач на агресори. цигари, алкохоличар, брзо возење и така натаму. Па, знаете, околу пушач на цигари и други работи, велиме дека децата се идентификуваат со возрастните и има едно многу убаво кратко клипче, вика Children see, children do. Децата гледат, децата прават. Па има родител, татко кој покажува семејно насилство врз мајката, детето апсолутно го имитира таткото и он вика, се дере врз мајката. Мајката пуши цигаре и ја фрла цигарата на улица, детето држи соленка па ја фрла или да, моливче. се препозна преку други символи. Таткото пие пиво и го фрла ѓубрето, односно конзервата на улица, не во канта за ѓубре. Детето ја фрла конзервата од сокче исто на улица, така да и како е важно не само да зборуваме, него и да покажуваме, важно е и што правиме, не можеме да ги учиме децата, ова е правилно, а ние све обратно да направиме. Им велиме немој да пушиш, тоа не е здраво, а при ти тоа пушиш ние 2 кутии пушиме, цигара, да. да, па и И една да имаше пушиш на изрека е доста. не ме гледај што правам, слушај ме што зборам. Значи тоа не поминува. Не, децата. Мене ме интересира се една, јако бев дете, користевме ни две фрази, женско петле и машко данк. Женско петле се однесуваше на машки, а машко данка се однесуваше на женски. Дали тоа може да се поврзе со она што го зборевме на почетокот, односно препознавањето со повеќе машки фигури или препознавањето со повеќе женски фигури, или пак тоа нема врска? Значи, женско петле се користело за феминизирано однесување, повеќе однесување како женско, а машко данка, не знам, машко петле, не мислам Не, дека се машко данка користеше, но машко данка да беше, со повеќе машки особини. Ама, Што значи машки и што значи женски особини? Тоа сакав да кажам, ама денес велиме нема машки женски особини, сите се човечки особини. И не значи дека ако си нежен, си женско петле и дека ако си машко мора да си груб и агресивен. Може да бидеш и нежен и да си маж. Можеш да бидеш и храбар и да си жена. Можеш да бидеш... Така да сите тие се човечки особини се во ред. Мислам дека таква стигматизација воопшто не е корисна и да, нема никакова врска со нивната сексуална определба. Некој може да е феминизирана, ја поврзуваат често. да неговат избор е од спротивен пол и за машкото и за женското. Некој може да има многу тие условно кажано маскулини особини, а да сексуалноста му е ориентирана кон ист пол, така да тоа машко петле е опасна стигматизација на децата, која може да направи Какаво може да е влијанието? Да, може да направи повлекување и загрозување на неговата автентичност? Па не, ама тие деца ќе се повлечат, ќе бидат неприфатени, депресивни. Тоа е уствари она денес што го велиме булингот. Булингот е се во небезбедна средина, затоа што ги смејуваат, ги оговараат, не ги играат и така натака. Опасна... Колку може тука домот, сега кога спомнавме веќе ситуацијата на булингот или опасноста што се случува, колку може домот тука да биде едно место каде што, независно што се случува надвор, детето кога ќе дојде дома да си ја негува слободно својата автентичност, да го има веќе проширено тој момент на автономна зона и независно што му зборат од надвор, он да дојде дома и да си биде дома во ред.
Па домот е една средина за заштита. И детето денес Но, више ама многу од тоа... децата не го кажуваат тоа дома. Како може детето тука да прозбори во таа фаза, да ги опишува случувањата? Дали е свесно детето дека треба да сподели, бидејќи многу родители ајде кажи ми што се случи денеска во училиште, леле, моево не ми кажува ништо, а всушност нема изградено на некој начин на комуникација со детето. Како може да се изгради комуникација во оваа фаза? Да речеме сега збориме ајде од прво до четврто оделение или до прво оделение. Како може тука да се изгради еден однос на искреност? Значи, прво треба да му дозволите на детето за да може да комуницира слободно и да ви кажува. Не е чудно да во тој период на развој детето полесно споделува со врсниците, со другарите, него со родителите. Тоа не е воопшто чудно. Но што можеме ние да направиме? Некогаш велиме биде искрен со мене, те молам се кажи ми, меѓутоа тоа го кажуваме декларативно, вербално, но детето кога ќе ни каже нешто, сега условно зборувам, ги давам примерите, украдов чоколадо во продавница, ние ќе се насекираме, ќе почне глава да не боли родителите, ќе кажеме дека сме многу вознемирени, како можеш тоа да го направиш, па тоа е срамота, па ќе не обркаш, па ние вака, така, онака. Или може да не кажеме ништо, само да не боли главата и да сме тажни. Децата тоа го гледаат и тоа е порака, те молам не ми кажувај. Следниот пат кога ќе украде чоколадце, тоа нема да каже, оти не сака да гледа мама насекирана, оно не сака да ја заштити мајката и тоа се вели справување со тајност, ќе го сокрие моментот за да не е насекиран родителот, мајката или таткото, како и да е. Значи, не можеме да очекуваме дека децата ќе бидат искрени со нас, ако нашата реакција на нивната искреност Е казна. не ги казнуваме нив, него е страдање наше. Кога они се искрени, ние плачеме цел ден, тажни сме, несреќни сме. Детето не сака да ја направи несреќна мајката и заради тоа ќе сокрие. Ако ние дозволиме да оно ни каже и при тоа не биде таква реакција, вербална или невербална, нели со телесни одговори, со симптомите кои ќе ги манифестираме телесни, нема да му покажеме, затоа што јас некогаш велам, пораката е, те молам, не ми кажувај. Да, апсолутно. Услемено му кажуваме, кажи ми све, јас сум родител, треба да знам све, слободен си пред мене, да, јас сум родител. Но детето не препознава само преку јазикот, тогаш може да е говорот на тело, тонот на гласот да е важен и сега. Така. Да, сваќам. Така да комуникацијата може така да се олесни ако тие сме нели на нивно ниво, ги слушаме, се дружиме, со нив знаеме кај оди, ги знаеме неговите другари, ги знаеме другарките, ги знаеме девојките, ги примаме кај нас другарите, девојките, другарките и така натака. Родителот треба да ги поставува тие прашања, да, каде ќе одиш, со кого ќе одиш, колку долго и како. Значи треба да е информиран за сето тоа и да ги познава тие луѓе. Мислам друштвото на детето, затоа што и тоа може да зборува некогаш многу. Јас, например, додека растев, негде од трето оделение до 8 оделение бев булит. Но не сакав да кажам дома, си имав своја агенда, не. Јас дома нема да кажам на никој што се случува. Јас ќе одам свесно, ќе се борам со овие луѓе, и ги замислував како некои огромни ликови во мојот живот, како он ми го кажал тоа нешто, како јас да се справам, дали сум јас стварно тој, но никогаш не се ослободив да кажам дома, независно од тоа дома што ми вика, како си помина денеска во школа, супер, а јас сум добил 30 навреди, не сум си поминал супер. И се од друга страна, кога пораснав, па сватив дека на некој начин подобар човек ме направило мене тоа спрема другите луѓе. Но не можам да кажам дека кога не бев во основно дека јас не бев були на други деца. Некако го рециклирав тоа. Јас си имам мој були, јас сум на некого друг були и тоа си вртеше во еден циклус, додека не се случи еден мини скандал кај нас во училиште, кога свативме што правиме ние, мислам, дали сме нормални ако сме мали деца. И се освестивме некако
и се создаде еден период на поголема грижливост, на поголема емпатија, но тоа ние го научивме од негативна случка. Кога класната наша ни го подели оделението. Кажа, вие двајца ќе одите во 7Б, вие двајца останувате тука, и сега тоа за нас беше крај на светот, како можеа да ни ја растурат бандата. И ние научивме по потешкиот пат, ајде ќе кажам дека не треба да сме булис. Денеска таа тема е на премногу нивоа активна, но не мислам дека има некое точно решение, да кажеме. Некои викаат дека треба да ги подготвиме другите дечиња во оделението да бидат одбраната на она дете што е булит. Дали е тоа стварно возможно? Знаете, тука више станува збор за притисок од врсниците. Што тоа значи? Тоа значи дека ако едно дете врши злоставување на некое друго или други деца и он е главен фраер, сите сакат да бидат во негово друштво, затоа што така они добиваат награда, се наградени затоа што припаѓаат на таа банда, како рековте, или на таа група. Ако не, они ќе бидат изолирани. И иако детето знае и неговите морални норми кои ги градел во домот или надвор се дека не треба да се малтретира друго дете, не треба да се мачи, не треба да се навредува, дека тоа не е фер, најблаго кажано, а тоа дете за да припаѓа во групата, за они да го викнат, да излезе со нив, а да биде со главниот фраер, да биде во главната банда, ќе го прави тоа врз другите деца. И она што велите тоа некако е се поактуелно и како да нема решение, ќе се согласам дека многу е потешко денес него во минатото, затоа што во минатото имало, што рековте, некоја заштитена средина, ќе дојдам во домот. Дури и да не споделам со родителите, веќе тука не може злоставувачот да ме малтретира, затоа што сум во домот. Ќе истрчам кај учителката во канцеларија или во училницата и тој или таа не може да ме малтретираат повеќе. Денес станува збор за сайбербулинг, каде што контрола нема никаква, нема заштитена средина. Нема дом, нема дома, не можам да испегам дома, нема учителка, нема училница, нема канцеларија, не можам да отидам кај постариот брат во училницата, кој ќе ме заштити. Сега тоа информацијата патува за секунди, злоставувањето трае 24/7, веста се шири многу брзо, патува многу брзо и сега стварно е многу по сайбербулингот е уште посериозен од овој физичкиот. Да, може ќе треба да снимеме една посебна епизода само на тема булинг. Би се вратил сега јас на нешто што го зборувавме денеска. Една од моите омилени книги е од Ерик Фром, се вика Уметноста на љубовта, Art of Love. И јас ја читав пред 4,5 или 5 години, тогаш ми стана омилена книга. Си имав на некој период преселено од домот. Бев во Америка, па се вратев од Америка, дојдов дома и пред да легнам да спиам, почнав да читам Уметноста на љубовта. И мислев дека е книга за како да си подобар љубовник, ајде ќе кажам, мислам нема сватено поентата всушност зашто ќе се збори во книгата. И сега почнува љубов кон Бога, љубов кон татко и стига во љубов кон мајка, детето љубовта кон мајката. И сега почнувам јас да читам и он многу добро го опишува тој период како една фаза каде што детето првпат се запознава со безрезервноста на љубовта која што може да ја добие единствено од мајката, зашто никој нема да те сака така како што те сакала мајката. И сега он го опишува тоа дека до 4-та година всушност, до 4-та година, дека тука детето се учи на грижа, на нега, на љубов, на емпатија и века кога ќе треба малку да се пушти во живењето, дека треба да дојде таткото и таткото да покаже некоја сила. Сега вие го кажавте тоа дека времето денеска е различно, дека не мора тоа да биде така, но што ми беше поентата? Детето ако не се појави во тој случај, односно нема силната фигура на маж и детето остане само со мајката и мајката е несигурна, мајката се двоуми, мајката е анксиозна на сите нива, дали детето како толку мало може да почне и да ја гради улогата на мал маж
преку кој што он ќе сака да биде заштитник на мајката, преку кој што ќе сака да исполнува улогата, а тоа е невозможно бидејќи има 4 години и врз основа на тоа понатаму да ги темели другите односи со другарки, со девојки, со партнерки, односно секогаш да игра за нив заштитник, спасител, по цена да се губи себе. Тоа е више во семените улоги, како вака убаво објаснето, дека кога таткото го нема или не мора да го нема, таткото е нефункционален, таткото има болесна зависност, алкохолизам, детето влегува во улога, ги менуваат улогите и детето станува родител. Значи додека е мало може да стане родител. Тоа не Не станува, родител, да. не станува Игра улога на- родител, ама влегува во улога на родител, се менува хиерархијата, се вменуваат коалициите. Коалициите треба да одат меѓу возрастните на тоа ниво, а не коалиција родител и дете. Улогата на родител ја зима обично детето во семејството кое има голем товар и како ќе се одрази во неговото однесување, дека он треба да се грижи за семејството. Ако случајно таткото се врати и биде, ако кажеме, се лекува од болест на алкохолизам и се врати во семејството, тука повторно станува нерамнотежа во семејството, затоа што пак сега таткото сака да си ја земе својата улога, а детето е во таа улога и пак има превирања и проблеми околу улогите и поделбата на улогите во семејството. Како што рековте, исто многу е важно ова што го спомнавте, дека мајката безусловно сака. Безусловна љубов е љубов од мајката. Сите други условуваат. Ако ова јас тоа, ако ова е безусловна љубов на мајка, па можам да кажам на родителите. На родителите е безусловна љубов кон децата. Не би сакала да правиме родови разлики, дека мајката безусловно сака, а таткото не сака безусловно. Детето е најдрагоценото нешто на... Има една фраза, родители. ние ја користиме во нашата генерација, тоа се daddy issues, викаме. Што значи daddy issues? Што се daddy issues? Так, значи, ако тоа понатака исто во однесувањето ќе се препознае нели во избор на партнер и така возраста на партнерот ќе се бара партнер кој е повозрасен, кој ќе го замени, ќе ја замени улогата на таткото. Ако таткото не мора само физички да недостасува таткото, или пак физичкиот недостаток не мора да значи дека го нема неговото влијание. Ако он е на пат или негде, дека он дека една прекин не постои таа фигура. Па дури и ако физички не постои, пораките може да се многу силни и влијанието таткото кој може би починал и го нема да бидат исто така многу значајни. Не физичко отсуство не значи дека нема емоционална врска никаква со таа фигура. Но таткото ако го нема или е физички присутен, но емоционално не е, тоа девојче ќе има глад за тој родител цело време. Но што се случува и кај машките може да имаат. Да. Нели може? Не, ја не мислам дека daddy issues се однесува само на девојките. Кога Дека недостасува таткото, они бираат партнер кој ќе ја замени улогата, нели, кој ќе биде како тато, исто и за мајките, нели, тоа велиме дека бара партнерка, поготово ако не е, ако е фиксација во едиповата фаза, он ќе ја бара биг мама, која ќе, нели, ја игра улогата на мама. А колку е тоа точно дека машките бираат партнерка според мајката, додека девојките бираат партнер спрема таткото? Може ли воопшто да се дефинира? Или... Па се случува такво нешто и тоа е повторно од она што велиме дека не само што се бира, и повеќе пати ако се бира ист избор некогаш се прави.
таткото бил злоставувач, детето страдало или девојчето или момчето од однесувањето на таткото, бира партнер и тој врши семејно насилство. Заради тоа се разведува од тој партнер, зима друг партнер и тој исто така врши. А има една интересна теорија од еден психолог од Австрија, вели дека изборот на партнер, работа, болест, па дури начин на смрт зависи од рецесивен ген, генетски детерминирано. Кога вели рецесивен ген, значи нешто е предодредено, што ќе работиме, каков партнер ќе избереме, па и која болест, па и кој начин. И во неговите објаснувања и анализи има дека избира девојка партнер кој е слеп. А она, да речеме, нема никаков хендикеп, партнерот не гледа или не слуша. Кога вика ќе истражувате во низината семејство, ќе најдете дека прадедото бил очен лекар, например. Или бира, не знам, бира некоја работа која кога ќе истражувате во семејството ќе најдете дека таа работа што е избрала, не знам, кардиолог, во семејството имало, не знам, некои срцеви мани или не знам, бира тоа е Шиксал или Зондиева анализа сека и многу интересна. Јас сум приметил дека во мојот однос со девојки, односно партнерки што сум ги имал до сега, дека на некој начин сум влегувал во некоја улога на спасител, односно сум ја реплицирал таа состојба од која сум бил мал, која сум ја видел мајка ми сега дека мајка ми е тажна, дека на мајка ми треба одредена поддршка и тоа сум го реплицирал понатаму скоро во сите партнерски односи, дека токму јас тоа сум се замислувал, дека да, и сега девојка која е тажна, јас ќе бидам тука спасителот, тоа е мојата улога и врзувањето да биде само во траумите, да биде во негативните аспекти и да се надевам дека ако се споиме ние во траумите и во негативните аспекти, дека ќе може заедно да обработиме и да создадеме една нова средина која што нема да ги има негативните последици на моето детство, дека туку ќе успееме да искочиме од другата страна и дека ќе имаме некој среќен однос. Сватив дека тоа е погрешен пристап, дека не треба да се бара препознавањето во траумите, во тагата или може грешен. Не грешите, но пак во едно семејство сите имаат некоја улога. Значи има улога, некој од децата ќе земе улога на спасител. Некој дете ќе земе улога на дворски шут, велиме, прави смешки, како, не знам, изиграва баш дворски шут. Некој родител, некој од улогите, родител или дете, како и да е, ќе земе, ќе ги сокрива, ќе ги заштитува и така натака. И тие улоги се предизвикани од нефункционирање адекватно, дисфункционалност во моментот на семејството. Важно е да се препознаат, да станат свесни, нели, тогаш може и не, да не одев на психолог, веројатно немаше да ги освестам тие улоги и позиции што сум ги играл како дете, но ја мислам дека имам играно повеќе позиции како дете, дека имам играно спасител, која тогаш ке сум ја видел сега мајка ми дека малце не е окей, леле сега добро, јас сум тука, косата ја фенирав, па кафе сум правил, кафето ги пунев шојите до горе ми се истура. Нема врска, ама барем некаков символ јас дека се грижам. Од друга страна, кога ќе имало кавги во мојот дом, па тогаш сум замислувал во соба дека треба да одглумам нешто и сум пишувал, мислев се влагав во дневната соба и ја глумам, да ги занимавам малку. И sad и двете работи до денеска ми се пресликуваат. Значи, се уште ги приоритизирам пријателките мои или партнерката пред себе, се уште во друштво или на други места ја имам улогата некојаш на циркузант, која мислам дека е веќе дел од мојот идентитет. Тоа се, нели, улоги кои се играат во семејството и можат после надвор да се пресликаат. И како што рековме, може да се бира и таков партнер и да се биде во истата улога и така натака. Значи не е ништо чудно, тоа се случува често. Не само на вас.
Зашто ги прашувам овие прашања толку многу и активно? Заради тоа што јас сметам дека број 1 државен непријател е дисфункционалното семејство. И сега кога ќе се каже дисфункционално семејство, тоа е прешироко поле. И сад не може да се лоцира едно место, не може да се лоцира друго место и затоа тргнував од моите лични примери, поради тоа што јас не сметам дека доаѓам од функционално семејство, туку сметам дека доаѓам од дисфункционално семејство, како и голем дел од моето друштво. Мислам дека и таму не е главното спојување. Секој на некој начин му ја компензира на другиот дисфункционалноста на она биолошко семејство и градиме еден тип на социјално семејство каде што се негуваме, си ги лечиме заедно комплексите, отворено зборуваме за работите што ни пречат. Што мислите вие? Дали најголемиот дел од проблемите со кои што ги има проблемите што ги има модерниот човек доаѓаат токму од дисфункционалното семејство или од другата страна дали доколку би имало функционално семејство човекот не би бил, ајде ќе кажам просто несигурен во себе? Дисфункционално семејство е сериозен предизвик, но што е дисфункционално семејство? Отсуството на еден родител не мора да значи broken home. А значи, ако капацитетите на едниот родител се толку силни и големи, тогаш тој може да покрие многу работи и другите ликови од поширокото семејство може и како да компензираат, нели, она што недостасува. А не апсолутно, мене односот со сопругот на мајка ми е прекрасен, на пример. Значи, тоа зборува дека имало лик за замена. Нели машкиот лик не недостасувал, него постоел. И тој, како што реков, може да биде дедо Вико Чичко, но може да биде и партнер на мајката, нели? Така да дисфункционално семејство е сериозен предизвик кога има дисфункционално семејство и сите трпат последици од тоа. Меѓутоа, неадекватно е да се користи дисфункционално за семејство кое е функција. Не, адекватен е терминот, но не можеме, ако има еден партнер е заменет со друг, како родител заради смрт или не знам што недостасува во домот, обавезно е тоа дисфункционално семејство. Дисфункционалноста на семејството може да биде од различни, пример семено насилство, алкохолизам во семејството. Да, не е нужно напуштањето на домот, не е нужно напуштањето или неприсуството. За да не да биде дисфункционално семејството и детето да биде фрустрирано и да недостасува грижа за него и да детето страда, да речам. Многу семејства со двајца родители, 2 деца или 4 деца се дисфункционални. Само на отсуство и присуство не мора да биде дисфункционално. Но од друга страна, ова што велите, ние сите никако во друштвото имаме нешто што недостасувало во домот или било различно од оние семејства како ги замислувате дека треба да бидат и да функционираат, тоа е моќта на групата. Тоа е моќта на групата, односно во групна терапија тоа се користи. Кога психотерапевтот има многу помала моќност него групата што има моќност во третманот, нели, на некои лица со некои заеднички. Апсолутно се согласувам со моќта на групата, бидејќи кога имав едно малце потешко прекинување на еден партнерски однос, со другарите мои си формиравме клубот на момчиња со скршени срца. И сега седевме четворица, петорица и мене ми се случи ова и сега се гледаме сите. На почетокот беше многу смешно, зашто немавме навиката да си споделуваме толку искрено сега дека сме биле ние скршени, колку ни било тешко и да си плачеме едни со други. Но после некое време, како поминуваше месец, 2, 3, ние свативме дека во таа компензација, или ајде сега мене ми се случило ова, на другиот му се случило нешто полошо и си наоѓав, окей, добре, си припаѓам и јас негде. Не ме боли само мене, Волка. Еве има уште некој што го боли, па може заедно. Да, споделување. Може заедно ќе го преболим. Да, споделувањето, фидбекот од групата.
и како е значаен и чувството дека не си Тоа сам. имам са едно чувство и некако ми е тоа повеќе страф отколку што е чувство. Мислам дека денеска во нашето општество на една страна многу е изразено чувството од припаѓање, а од друга страна расте индивидуализмот. И сега тие две работи си се против теза една на друга. И сега дали би можел еден човек да заздравува во хипериндивидуалистичко општество каде што јас, или пак сепак повеќе му треба оваа припадност, оваа група која се создава само преку искреност. Јас не мислам дека може групен идентитет од таков тип, ајде ќе кажеме, да се создаде со искреност. Може групен идентитет со лага да се создаде лесно, но со искреноста се создава само еден вид на... Човекот е социјално суштество и индивидуално тешко функционираат повеќето луѓе. Тие сакат да припаѓаат, значи тие прават избори да не бидат сами, тие прават избори да бидат во друштво, тие социјалниот фактор има многу значаен, некојаш ги надминува социјалните нагони, ги надминуваат базичните нагони, нагонот за живот, за храна, за социјалноста е многу важна за луѓе. И јас мислам дека на повеќето луѓе осаменоста да бидеш сам и изолиран е тешко. Изолацијата е сериозна казна. Да си изолиран, да не си со друштво, да си сам. Дейвид Гогинс, значи следев Дейвид Гогинс, тоа беше популарен. Тоа мислам дека се уште е популарен. Дейвид Гогинс, Can't Hurt Me дека се викаше книгата, и ја слушав книгата. Значи, нема откажување. Ако си изморен, не можеш да легнеш да одмориш, пошто ти сакаш да го достигнеш тоа и тоа. И сега почнав да верувам му приказна, одам во теретана, вежбам 2,5 сати, доаѓам дома, мртов изморен. Не, ја нема да одмарам заради тоа што треба да го достигнам ова. И апсолутно само ми се зголемуваше несреќата која чувствував. Да се функционира по план не е лошо, нели да се има дневен план и да се оди по планот, тоа уопште не е лошо, тоа е организација. Меѓутоа, во планот да бидеш изолиран и сам, не мислам дека беше многу корисно. Не велам дека никогаш ние не сакаме да се осамиме и не сакаме да си направиме граница и простор во кој нема да дозволиме да ни влезат другите, затоа што тоа е Губиме ли од човечноста? Простор, но изолација и функционирање како поединец и сам е тешко за повеќето луѓе. Иако нема стереотипи мора вака или мора монака, некој избира да биде сам, некој избира да биде во заедница, но повеќето луѓе избираат во заедница точно заради тоа што реков дека они се социјални битија, социјални суштества. Ме прашавте што, дали има? Прашањето, мислам, ова е еден термин исто што го користи нашата генерација. Терминот е потрошена ми е социјалната батерија, не можам да се дружам. И сега, окей, неколку пати го слушнав тоа лето, потрошена ми е социјалната батерија, не можам да се дружам. И сега си викам, окей, ние сме социјални битија. Како може во обидувањето човек, јас да станувам помалку човек? Значи, некаде е грешката. И почнав да размислам, ајде, кои денови сум се чувствувал јас дека ја имам потрошена социјалната батерија, и ќе го погледнам денот, што сум направил денот. Сум станал касно прво, сум го земал телефонот, сум листал на телефонот 2,5 сати, после тоа сум пуштил нешто безвезно да гледам, не сум направил ништо креативно, не сум направил ништо продуктивно, сум јадел брза храна и вечерта излегувам и сум имал буквално еден празен ден, значи комплетен ден на незадоволство. Ниту една своја потреба не сум се задоволил на начин на кој што треба и излегувам вечерта со моите другари и досадно ми, нормално. Го практикувам тоа што сум го правил текот на денот. Вртам на телефони, потрошена ми е социјалната батерија, ќе си одам дома. Тоа беше едната ситуација. Сега размислив другата ситуација, кога имам инспиративна вечер, кога излегувам и не можам да престанам да зборам, сакам сите идеи да ги споделам на сите. Ја погледнам тој ден како изгледал, тој ден изгледа сосема различно. Сум станал како што сум планирал вечерта и сум ја избегнал на утринска анксиозност. Сум си завршил некој мој продуктивни работи кои што сум ги замесил за денот. Сум читал книга, сум добил некои нови информации кои се интересни вечерта за разговарање. Може сум гледал некоја серија која повторно ме натерала да размислувам
и се подготвувам вечерта да искочам. Кога излегувам на таков ден, каде што самиот сум си створил можности за размислување. Ајде сега ќе размислувам на поле спорт, ќе размислувам на поле уметност и вечерта излегувам со другарите и веќе јас во главата имам отворени прашања кои што сакам да ги споделам. И сега да се вратам, дали тоа не значи дека сами си ја трошиме социјалната батерија, дека таа не зависи од бидувањето социјален? Ова воопшто не ми е чудно како повеќе се употребува тој термин, истрошена ми е социјалната батерија и ова влегува во еден друг правец, виртуелниот свет, телефоните, проблематичната употреба на интернет и така натака, поминување време виртуелно со луѓето наместо контакти со луѓето. И несреќата после тоа, иако во моментот тоа наградува и се чувствуваш добро, после тоа несреќата и анксиозноста тоа во комуникацијата со луѓето. Ова се уште не се ни во Светска здравствена организација во класификација на болести ставени овие како болести, односно како патолошки состојби, но ги проблематичната употреба на интернет, долго трошење на време на мобилни или било кој апаратура на социјални мрежи или сите сајбер активности допринесуваат да луѓето така функционираат. Се несреќни, се депресивни, се анксиозни после некое време и имаат дисторзија на потрошеното време. Ја почнав да го доживам тоа како пасивно постоење и активно постоење. Пасивно постоење кога сум примател, примам, значи неконтролирани информации, примам, нема филтер, примам и другата состојба, значи пасивното функционирање апсолутно ме троши, не социјалната енергија, не ќе да постојам. Од другата страна, активното функционирање, создавањето, пишувањето, цртањето или ајде ќе кажам креативното функционирање. Колку дали може да кажеме дека креативната работа, например, мене многу ми помогна пишувањето поезија. Од моментот кога почнав да пишувам поезија, почнав цел еден нов карактер да градам. Тој карактер не би можеле ни моите родители да ми кажат, ој ќе пишува поезија, туку тоа само од еден момент дошло и сум почнал да го правам. Дали можеби креативната работа или креативната професија е на некој начин антитезата на ова безфилтерско користење на медиумите? Значи, секако дека креативната со физичко присуство, активности, спортот, дружењето, разговарањето, секако исто така наградува, ама не така брзо како овие награди кои може и да не се вистински, но исто така пак тие награди кои стигаат преку телефони, преку социјални мрежи, преку сајбер секс, сајбер шопинг, сајбер све сајбер, значи тие во моментот ослободуваат среќа, но на крај се истрошуваат депозитите на хормонот на среќа, условно кажано, и после тие даваат и суицидалност, и депресивност, и социјална фобија, и неснаоѓање во средина со луѓе, и анксиозност при средби кога треба да се разговара со луѓето, и тоа се сериозни предизвици. Креативноста, музиката, пишувањето, вежбањето, спортувањето, дружењето, комуницирањето е здрав начин кој не доведува до последици. Ова доведува до сериозни психолошки последици кај луѓето, за кои на почетокот не се свесни луѓето. И ова е цела наука на која сега се гради научна евиденција за да успееме да ги ставиме нели во класификација на болести, дека тоа не е здраво, дека тоа има многу ризици, дека тоа е нешто болно што треба да се третира. Нешто болно што треба да се третира. И сега, чим јас на 25 години разбирам односот и како може да имаш здрав однос со телефонот. Кога почнав да бидам дел јас од тој цел неограничен циклус, односно кога почнав да пласирам моја содржина, на некој начин се стабилизирав и прекинав да ја користам неадекватно. Туку станав дел од системот, ама дел од производството, а не дел од пасивноста. И сега имам едно друго прашање што се однесува на децата.
се знаеме дека телефонот им се дава на децата за да бидат мирни. И сега многу теми се отвараат и многу дебати се отвараат. Дали да се забрани телефонот да се користи во школа? Дали треба да се направи на детето тука или таму? Но, дали не може да се користи телефонот како креативна алатка на детето да постои? Веќе брат ми и сестра ми со нивното друштво имаат Dance Off Challenge. Значи, на TikTok, дома они играат целодневната соба и се надпреваруваат едни со други. Тоа е здраво користење на телефонот. Ти стануваш активен учесник од интернет сообраќајот. Дали може треба да се разгледува некоја форма каде што и во училиште да се применуваат телефоните. Например, ако сме имале ние PowerPoint презентација во 2010 во основно училиште, дали може не треба да се размислува дека сега за македонските планини треба да имаш TikTok презентација и децата да станат активни учесници преку тој начин во средината, во училиштето и не само таму, и во домот може да го прават тоа, најразлични видеа да снимаат од дома за да бидат интересни за нив како сеќавања. Бидејќи јас сум гледал видеа од мене како ме бањаат и сега со камерата се снима дома процесот, луѓето се движат, славите, родендените. Дали не може да имаме, бидејќи преригорозно ми е да се каже да ги тргнеме телефоните. Значи, тоа е невозможно да ги тргнеме телефоните. Туку што може добро да направиме со телефоните за детето да добие некој свој простор и да гради, тоа е виртуелен ентитет. Јасно не е која опасност ја нуди виртуелниот идентитет, но нели може да има и некоја добра страна во се тоа? Одлично го и кажа и постави прашањето и одговори на прашањето и тоа беше и мојот одговор дека не можеме да кажеме дека интернетот е само штетен и опасен, дека интернетот е многу корисен, со интернетот добиваме повеќе време, повеќе информации, учиме на тој начин, успеаваме да си извадиме карта, не мораме да одиме до пошта банка, штедиме бензин, штедиме време со тоа, ги вршиме уплатите многу брзо, комуницираме со цел свет, имаме пријатели кои порано ако сме пратиле писмо, јас кога сум била во Америка, ќе пратам писмо, ќе се вратам јас пред да стигне писмото, мислам, информациите до семејството не стигаат брзо, сега патуваат многу брзо и одлично што вака го постави прашањето, ти ќе биде лошо да излезе дека интернетот велиме дека е само опасна работа. Но има вулнерабилна популација, ранлива популација, значи како што велиме алкохолот е штетен, ама не секој што се напил алкохол развил зависност и болест и штетна употреба. Значи исто и тука, не секој што на интернет работи ќе предизвика здравствени психолошки проблеми, но има една вулнерабилна категорија која може да отиде во штетна употреба на интернет, односно проблематична употреба на интернет и дури зависност од интернет со потпуно истите симптоми на оние зависности кои се од субстанција, овие се бихевиорални, зависнички, но интернетот може да биде корисен и е корисен за многу работи и она што е потребно. Спомнавте да се одземат телефоните и во школата. Не, потребна е регулација и како да се заштитат најранливите. Секако дека мозокот додека е во развој, ефектите и штетите од апаратите уопште се многу поризични него на завршен развој на мозокот. Значи, регулации многу малце земји имаат и многу слабо се регулирани тие работи. Може би во азиските земји има нешто подобра регулатива. Има некоја регулатива во Кина? Да, таму во Кина, во азиските земји има нешто подобра регулатива. Кај нас нема никаква регулатива. Регулација не значи забрана само. Регулација значи регулирање. Ние имаме регулација на многу работи. Велиме на деца по 18 години не се слуши алкохол, да речеме. Не великаме забранете алкохолот, но не пред 18 години. Во некои земји вели не 21. Па има регулација. Ако имаш над 0,5 промили, немаш право да немаш
немаш Да, право, да, него да, е да. казниво да Казниво. возиш. И тоа е регулација, тоа е намалување на штетите, тоа е risk reduction, редукција на штетите. Тоа исто треба да се направи со интернетот, ти ги гледаме сериозни последици и не може фиц. Но дали може стварно да знаеме дека ќе има сериозни последици? Бидејќи се Знаеме, имаме веќе евиденција и градиме таква до дали евиденција. таа последица толку многу ќе сега која ми е хипотетичката состојба? Не е хипотетичка, ова е точно, но ајде. Детето доаѓа од дом, доаѓа дома после школа, го зима телефонот, седи на телефон. И сега родителот оди со неговите пријатели, моево дете нонстоп е на телефон. И сега ако се вратиме на почетокот, дека детето ги реплицира улогите, односно начинот на кој што родителот функционира. Кога ќе се врати детето дома и кога ќе оземе телефонот, родителот што прави? И родителот е на телефон, само ако е детето на TikTok, веројатно родителот е на Facebook и ако детето ги има денешните материјали за листање, родителот ги има пред една недела, пошто на Facebook покасно стигаат. И сега он се жали дека неговото дете постапува погрешно, како он да го менува светот секој ден во дневната соба, и са неговото дете не сака да го смени светот, сака да си на телефон. Нели има проблем и криза и кај повозрастните со користењето на телефонот? Заради тоа, бидејќи мислам дека е полесно да се каже кај децата има штета. Значи еве го 4 сати седи на телефон, тој ќе погледне родителот неговиот скрин тајм, ќе се види дека има и он 4 сати на телефон, дека тоа не можам да замислам дека тоа се одвоени процеси. Дека сега децата да, апсолутно користат повеќе телефон од што користиме, од што сме користеле ние или од што користите вие, но од друга страна кога ќе поминам покрај некој училиште, пак има социјално користење на телефонот. Значи, телефонот е во рака и си играм, значи другарот мој од лево игра играта, јас си играм тука, ние играме во тим и си комуницираме и си збориме и сме влезени во виртуелниот свет. И брат ми и сестра ми играат Roblox. Секој си има свој карактер, ама они се поврзани и си збораат, се занимаваат. Нели може тоа е па природниот процес на играта? Не мора джамли да играат веќе децата, не сакаат да играат джамли, досадно им е. Сакаат да си играат Roblox, каде што има повеќе суштина, има игра, има некаков сторилайн приказна која се остварува. Не може да се каже дека тој дел е природен? Јас се согласувам дека децата гледаат она што родителите прават и тоа веќе го зборувавме и веќе зборувавме и за тоа дека не треба само да им се зборува, него и да им се покажува на децата. Ако не им викаме не е корисно да седиш 4-6 сати на телефона, а вие седите на телефон, или ако наставничката им вика телефоните се штетни, а она цело време скрола на телефонот, исто така, една е пораката која им ја даваме, друга е пораката која им ја кажуваме. И тоа не е добро, нели? Но има научна евиденција која зборува за последиците од некај сите луѓе и заради тоа прво треба да имаме не само општеството и државата дека треба да преземе регулација за таа работа, него треба да имаме и одговорни компании. Одговорни компании, значи оние што ги произведуваат видеоигрите, ги спомнавте. И тие треба да водат сметка и нив им е во интерес да нивниот производ не предизвика хоспитализација на деца. Така да ако во регулацијата повторно збориме за вклучување на науката, политиката и одговорните компании и индустријата, они да бидат заедно со нас кога ќе правиме регулацијата и да има нели регулации. Ако јас играм видеоигра, не знам, 15 минути, 1 час во викенд или не знам како, но ако се примети дека јас играм 10 сати и цела ноќ не спијам, а имам 12 или 10 или 5 или 7 години, тогаш мене ми е овој дел ми е многу јасен. Но што сакам да кажам? Значи, ако збориме сега дека треба да имаме регулација на користење на телефон, многу е лесно за возрастниот да каже децата. Заради тоа што се ослободува од одговорност. Значи, детето мое нека седи помалку на телефон, а јас сум веќе голем. Значи, ако се збори за регулирање на телефони, за користење помалку, тоа е тема што ги засега сите. Сите имаат Инстаграм профил. Ова ќе оди на Инстаграм профил и сега ние збориме против телефонот на платформата каде што ќе го пласирам ова. Значи, тоа самото по себе е противречно, но нема друг начин да се споделуваат пораки. Значи,
користење на телефонот ограничено или намалување на користење на телефонот треба да биде прашање што ќе го одговараме сите. Така е. Не може детето Не кое може. ја треба да му бидам пример да му кажам не ти ја пораснав. Ова за мене нема да има влијание. Апсолутно е неточно. И се од друга страна треба да бидеме и реални. Свесни сме дека најмокната компанија на светот е Apple во однос на технологијата. И сега ние ќе може да го намалиме користењето во капиталистичко општество на една од најмокните капиталистички фирми? Не. И ова е исто така прашање, но прво во однос на ова првото што го кажавте дека не може да ја ставаме одговорноста на децата. Децата по закон не се одговорни. Одговорноста е на родителите. Ако детето игра и при тоа манифестира психолошки, физички потешкоти, одговорност е на родителот, не е на детето. И они се одговорни сте и те како за да си ја завршам работата ќе го дадам телефонот за да биде мир. Тоа не е за доброто на детето, еве на детето да му е добро, тоа е за моето добро, за да ја можам да се облечам, нашминкам, излезам или не знам што. И тоа е вака најблаго кажано, многу себично на детето кое е многу мало, а добива телефон. Јас сум сигурна дека ако мајката го земе и го однесе на љуљошки, тој ќе ужива во тоа. Сигурно. Но веројатно тоа е потешкото нешто него да му се даде телефонот и да се завршуваат Многу ми е задачи. смешно. Значи во на работа кога сум. Значи колегите мои користат телефон, ја користам телефон кога сум на работа и сега разбирам дека не може да се следи часот доколку детето го користи телефонот на часот ќе се пропусти она што го кажува професорот и така натаму. Но ми е смешно како може тој што го користи телефонот на исто ниво со детето да бара ограничување на користењето кај детето без да ја погледне одговорноста кај себе. И ово е точно тука момент, мислам дека се пресликува и надоле и нагоре на сите нивоа на општеството, дека на повозрасниот му е многу полесно да го обвини. Нема можност, затоа што детето до 18 години нема одговорност. Родителот е одговорен за детето и те како е одговорен родителот за детето. И за све што се случува. И се ние спомнавме само видеоигри, но тука има и ова што го спомнавме, сайбербулингот, и тоа е опасна работа и родителите немаат поима и нити може да си ги заштитат децата што све се случува на тие мрежи и тиктокот и депривација на сон, цела ноќ не спијат и не се хранат и можат да отидат во психички раздројства кои не би се јавиле ако не било. И тоа не е 100%, секој што ќе седне ќе развие, една група ќе развие, но таа треба да се заштити. И те како сме одговорни возрастните, државата па и компаниите одговорни за тоа затоа што компанијата е во интерес да има безбеден производ. И што треба да се направи кај. Тоа е сложено прашање, се работи на тоа многу, има тим европски кој работи на тоа, прави регулатива за тоа, кои може да го искористат сите decision makeri во сите земји на Европа, доколку сакаат. Но, второто ваше прашање беше како ќе се борите против мокни компании. Јас многу сум работела на ова поле и во разни проекти европски, во разни интернационални организации. Има две работи. Едно е како индустријата и компанијата мораш да ја вклучиш ако сакаш да работиш, за да разберат дека тоа нема да го намали нивниот буџет, него напротив, може ќе го зголеми или барем ќе остане ист. А другата работа е, ако сакате, и фондовите за здравство. Ако индустријата гледа дека јас ќе изгубам од мојот профит ако некој збори против мојот продукт, исто и фондовите за здравство. Ако тоа го прогласиме за болест, треба буџет за третман на таа болест. И тогаш и тука има сериозна, да речам, сериозна борба. Дали ние ќе ставиме, па вели немате доволно или имате доволно критериуми за тоа да го крстиме болест, но сега за сега две работи
од проблематична употреба на интернет се ставени како болест. Едната е видеоигрите, другата е коцката онлайн. На оваа тема морам да споменам уште нешто. На вториот настан што го организиравме со зборци, една од панелистките, професорката Татјана Евтимовска, каже нешто многу интересно, вика, во времето во кое што живееме, веќе мајчиниот јазик не е јазикот на мајката, туку дека мајчиниот јазик е јазикот на технологијата. И сега, овие концепти кои што ги зборевме на почетокот, од одредени аналитичари австријски, Ерик Фром што ги пишувал сите работи, се многу претходни работи кои што ги имаме изучувано. Не сум сигурен дека го предвидувале ова време каде што мајчиниот јазик нема да биде јазикот на мајката. И сега прашањето ми е дали не влегуваме може во некој период каде што буквално сите концепти кои до сега ги имаме научено ќе почнат да се променуваат и дека одговорот нема да може да го дава оној кој што има највеќе искуство, туку дека одговорите кај тие што ќе бидат најпрагматични. Знаете што, некои од теориите обстанале многу години. Мене тоа ми е многу чудно. Како некој Фројд што раскажал нешто пред толку години, стварно денес го препознаваме и го гледаме дека е вистина. Како некој Ерик Ериксон тоа што го кажал, денес стварно важи, но технологијата е многу брза, светот денес многу побрзо се менува него порано, што не очекува, никој не може да предвиди во ова време. Вештачка интелигенција, не знам, социјални фондови, како ќе функционираме. Не, гледам како да живееме во едно време каде што повозрастните... Мајчиниот јазик не е мајчин не е мајчин јазик веќе. Па веќе кога го спомнуваме јазикот и мајчин се помести она што беше до сега време кога дете прозборува, како учи, како зборува. Ќе збориме за тоа во наредната епизода. Сите зборуваме веќе со терминологија која е далеко од нашиот мајчин јазик македонски. Имаме многу зборови кои се увезени англиски. Ја користам листање, ама внимавам дори ќе знам дека природно ми доаѓа скрол, ама викам чекај, листање. Има еден тука момент. Не го поставува ова некако така и за крај поради тоа што сметам дека ние може да одиме уште без проблем уште 3 до 4 сати да говориме на темава, но тоа ми беше битното за на крајот дека јас стварно верувам дека ние почнуваме да живееме во едно време на прагматичност каде што да, искуството се цени, но искуството на тој што има денеска, секако, должна почит 55 години, не можел да замисли како е да функционира сега во ова време како 25 годишњак, например, како што функционираме ние. И сега се соочуваме со концептите, но некако не им веруваме баш на концептите. Да, го читаме, ова како да не е веќе вака, бидејќи го чувствуваш различно. И сега ги искористив тука децата како пример, дека ние возрастните, оние тие што дозволиле ова време да се случи, ги фрлаат мрежата, ајде ќе решаваме кај децата, не мислам дека оди процесот баш така, и затоа ја доживувам нашата генерација како еден медијан тука во средината, како еден медијатор помеѓу времето што било, бидејќи ние си игравме и џамли, игравме и жмурка, ги правевме си тие работи, но истовремено ги имавме и телефоните. И сега знаеме што се случувало во двете времиња и се наоѓаме на средината. Концептиве од 50, од 20, од 30 години, да, се многу интересни и можеби се уште точни, но дали не влегуваме можеби во една нова фаза и не само кај нас, туку глобална фаза, каде што можеби ќе треба некои работи и теории да ги пишуваме и да ги учиме од почеток. Значи, брзо се менува времето. Нешто што е многу важно, ти го спомна, возрастните и оние младите, оние на кои им се случуваат, оние кои живеат во друго време и така натака. Сите заклучоци треба да се базираат, да се evidence-based, да се базирани на докази, на scientific-based, на научни истражувања. Во истражувањата и таму веќе има нови пристапи. И еден од новите пристапи е, се нарекува, јас ќе употребам англискиот и на македонски се уште не го употребуваме, PPI, односно Public Patient Involvement. Вклучување на јавноста во истражувањето. Што тоа значи? Дека треба да се вклучат луѓето кои се експерти по искуство. Expert by experience.
не можеме и ние во земјава сме го правеле тоа, кога сме зборувале за телефони, проблематична употреба на интернет и се друго, вклучување на јавноста и вклучување на експертите по искуство, а тоа се младите луѓе. И нешто што е многу важно и треба така да се размислува. Никогаш не може, без разлика дали е то возрасен или невозрасен, многу искусен или неискусен, најболи експерт на свет или не експерт, да кажува нешто за некого што е најдобро. Има организации светски кои викаат, се нарекуваат, се крстуваат Nothing about us without us. Ништо за нас без нас. Вклучување на таргет групата, на целната група, во истражување, во донесување одлуки, во градење на стратегии, во регулација и те како е важна. Не мина времето, верувам, можеби се уште постои, да некој вели, јас сум најексперт, јас сум најискусен и јас ке кажам како треба. Младите мора да бидат вклучени, без разлика дали се гради стратешки документ, дали се гради регулација, дали се гради документ што ќе мине на највисоко општествено ниво во влада, ако се однесува на младите. Тие мора да бидат вклучени. Така да и околу оваја проблематика за телефоните, за децата, за сето се вклучува децата во тие истражувања да они кажат, затоа што они се експерти од прва рака, тие се оние кои го искусиле телефонот или што и да е. Имаме такво истражување правено баш во невладината организација Хера со многу фокус групи од кои се добиени драгоцени податоци баш од овие фокус групи со младите кои кажуваат Не, апсолутно. Така да не може, ние сме искусните, вие сте децата. Ако се однесува за децата, мора да бидат вклучени децата. Ако се однесува за стара популација, мора да биде вклучена старата популација. За колку да се они не можеме ние да креираме политиката затоа што сме најпаметни, ние сега ќе ви регулираме и ќе ви ги земеме телефоните. Не, младите ќе се вклучат во донесувањето на одлуки, во креирањето на политики, во Апсолутно, на некој начин кога ја замислував идејата за просторитет и почнувањето од почетокот, заради тоа ми беше многу важно, бидејќи сега јас сум кај што сум на 25 години. Но јас доаѓам од претходниве 24 години и имам многу случувања таму, кои денеска ме изградили во карактерот кој што сум. И на некој начин гледачите сите ќе ги поминуваат фазите како што ќе ги поминуваме и ние во комуникацијата, и поради тоа викнав вас, бидејќи мора да бидеме свесни што се случувало за да стигнеме до тука каде што сме стигнати, дека ние не стигнавме тука преку ноќ како општество и како цивилизација. Ние доаѓаме од некои времиња каде што постоеле некои концепти кои веројатно можеби не се менуваат, но се подвиткуваат, дека го искористам тој термин, и дека треба да бидеме соочени и да ги збориме работите без да има страф да отвориме одредена тема, или доколку се плашиме да бидеме похрабри. Се согласувам. Јас се согласувам со сето ова. Јас многу сум научила од целната популација, било да се млади со кои работам, било да се пациенти, пошто мојата пракса е нели лекар, психијатар. Многу учам од нив и многу може да се научи и мислам дека такви референтни групи треба да постојат кога било што се планира, гради и прави. Така да Јас би сакал повеќето граѓани од ваша генерација да го делат ставот и мислам дека да го делат вашиот став и мислам дека стварно ќе го оствариме така просторитетот. И тука би сакал сега да ја завршам епизодата, но отворивме некои многу битни точки за кои што може да се видиме во иднина. Една од темите беше булингот, вашето најголемо искуство во темата на зависности, така да јас би сакал да ве поканам повторно во... Ке ми биде драго и чест. Баш би сакала, мислам, различни генерации.
Супер, фала многу ми се допадна разговорот. Фала и на вас. Мислам, тргнавме од една тема, стигнавме многу, како тоа ќе го видиме реализирате, како ќе да изгледа. го поделите. Дали ќе биде повише, дали некој ќе надополниме, тоа е Веројатно ќе станува треба да на вас. надополниме негде, но така природно отиде разговорот. Се имав да. многу прашања, имав Беше многу недоумици, но спонтано, тоа да. е тоа. Фала ви Ти многу. благодарам и јас.